Гимназијата Кочо Рацин ги представи наставните програми пред идните средношколци. Училиштето и оваа година традиционално се представи пред учениците кои завршуваат основно образование во рамки на отворениот ден. Измените за упис оваа година налагаат 9 одделенците, наместо во трета година да одберат насока уште при самото запишување, што според надлежните нема да предизвика никакви проблеми ниту потешкоти за идните ученици. Условите за упис оваа година се малци изменети. Кембридж програмата си го прави своето, значи во прва година ќе имаме одредени измени. Се зголемува одреден фонд на часови во природно-математичката насока, меѓутоа во главном не е некои посебни промени кои што би ги да речам попишманиле деветоделенците. Гимназијата и понатака останува училиште за средно образование кое што дава проодност за запишување на сите факултети. Во учебната 2017-2018 година гимназијата според конкурсот има предвидено вкупно 238 слободни места за упис во 6 паралелки на македонски, една на албански јазик и дополнително спортските паралелки. На штандовите поставени во дворот на училиштето учениците ги презентираа насоките за запишување ученици, но и успесите кои по одредени предмети ги постигнаа во изминатата година. Рекламниот материјал го делиме на деветоделенците кои се заинтересирани да се запишат во гимназијата. Доаѓаат и му објаснуваме во кои насоки можат да се запишат и да отидат доколку се одлучат да учат во гимназијата Кочо Рацин. На овој штанд е представена училишната заедница на гимназијата Кочо Рацин, која совршено функционира. Пред неколку недели беше надградена со обуки во Маврово, на кои ни покажаа визијата, мисијата и структурата на училишната заедница заедно со голем број на цели кои треба да ги оствариме до крајот на оваа и на другата учебна година. 9 одделенци од сите основни училишта на територијата на општина Велес ги посетија штандовите и се запознаа со можностите што им ги нуди гимназијата, доколку училиштето биде нивниот избор за продолжување на образованието. Денес сме тука со моите соученици за да видиме што оваа гимназија нуди кога ќе го завршиме нашето основно образование, да знаеме какви се можностите кога ќе се запишеме во ова училиште, да видиме што нуди тоа. Кој училиште вие доаѓате? Од Јордан Хаджи Константинов Джинос. Ние доаѓаме од Општинското основно училиште Рајко Жинзифов и дојдовме тука за да се запознаеме со условите кои што ги нуди гимназијата Кочо Рацин, па може би еден ден и ние ќе се запишеме тука во ова училиште. Голем дел од високообразовните институции беа дел од отворениот ден на гимназијата. Пред матурантите ги представија своите студиски програми. Особено е важно за еден млад човек кој што има 18 или пак неполни 18 години да биде позитивно насочен и во тој правец сме ние тука дојдени да можеме директно од академскиот и од административниот кадар да им се обратиме на идните студенти и да им ги расчистиме сите дилеми околу високото образование кои што природно ги мачат. Едни од тие дилеми се меѓународно призната диплома која што де факто УТМС ја има, понатаму професионален и подготвен кадар да се соочи со интеракција со нив. Од гимназијата велат дека и измината година беше максимално успешна за средното училиште. Дел од наставниците и учениците посетија обуки во неколку европски земји, а искуствата веќе ги применуваат во својата работа.